Време за настаните на денот, еве што ќе погледнете во денешните вести. Напролет тениско игралиште во Свети Николе, Унија на жени со едукативна трибина. Македонија ќе гради затвор за педофили. Почнуваме по рекламите. Останете со нас. ИГМ Джумаилија произведува од сите видови на керамички производи по европски стандарди и сертификати за квалитет. Вршиме превоз до купувачот. Купувајте македонски производи, искористете го летниот попуст, изберете квалитет по пониски цени. ИГМ Джумаилија. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштеда и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку цела година. Сончевите колектори се наисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист, обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, градете колектор уште ова лето, за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Во завршна фаза е изградбата на тениското игралиште во новиот градски парк во Свети Николе. Градежната фирма Ескаватори МК Скопје, која работи на тениското игралиште, не информираше дека напролет ќе биде комплетно завршено. По асфалтирањето денес тие ја проверуваат површината на теренот. Во текот на наредните денови ќе биде оградено и ќе се постават рефлекторите, а веќе напролет Свети Николчани ќе може да играат тенис во својот град. Унијата на жени на ВМРО ДПМН ја одржа едукативна трибина на тема Смарт табла во функција на наставата. Целта на оваа едукативна трибина беше презентација на предностите и унапредувањето на образованието заедно со напредните технологии. На трибината се посвети внимание и на проектите кои владата на Република Македонија ги спроведе во минатото за унапредување на образовниот систем. На трибината присуствуваше и председателот на Унијата на жени на ВМРО ДПМН Даниела Ангелова. Унијата на жени на ВМРО ДПМН вели дека и во иднина ќе продолжи да поддржува организација на вакви и слични настани од едукативен карактер. Македонија има идеја да изгради затвор во кој казна ќе издржуваат само педофилите. Ваквата опција се разгледува и се утврдува дека дали е во согласност со стандардите на Европската Унија. Надлежните сметаат дека лицата осудени за педофилија треба да бидат одвоени и казната да ја издржуваат во посебна установа. Така со нив полесно ќе работи специјализиран тим, а воедно ќе се зголеми безбедноста на овој вид затвореници, кои обично се казнети за делот од страна на другите затвореници. Во земјава казната за ваквите криминални дела во просек изнесува од 5 години до доживотна казна затвор, во зависност од тежината на делото. Во македонските затвори моментно казна затвор за полов напад врз малолетник издржуваат 155 лица, а 80 од нив се осудени за полов напад врз малолетно лице помало од 14 години. Едно лице пак е осудено на доживотна казна затвор и остатокот од својот живот ќе го помине за решетки. Започна месецот на борба против рак на простата кај мажите, во кој на оригинален начин се подига свеста и се собираат средства. Токму затоа мотото на кампањата е "Израснете мустаки и поддржете ја кампањата". Останете со нас во продолжение спортот.
Еве што одвоивме од спортот. Христовски нов тренер на Брегалница. Играчите на Металург се огласија. Работнички го пречекува шампионот МЗТ. Почнуваме веднаш. Искусниот фудбалски стратег Драган Христовски го превзема кормилото на македонскиот прволигаш Брегалница, откако клубот вчера се раздели со Ѓоре Јовановски. Христовски досега беше координатор на младинската школа на тимот, а до полусезоната ќе ја води првата екипа. Откако Металург не отпатува во Загреб, со официјална реакција се огласија ракометарите на клубот, кои во своето соопштение како една од главните причини за целокупната состојба на тимот го нагласуваат тренерот Лино Червар. Најтрофениот македонски клуб во последните неколку сезони беше во длабока сенка на лутиот ривал од Аеродром, кој 3 години поред се закитуваше со двојна круна. Сепак, ситуацијата овој пат е значително изменета откако металците поради намалување на буџетот беа принудени да извршат ремонт на тимот, а нивните главни адути Ѓорги Чековски и Тодор Гечевски се преселија токму во Работнички. Овде завршуваме со спортот, за крај временската прогноза. Денес имаме сончево со мала умерена облачност по котлините и речните долини, ќе има магла и ниска облачност која постепено ќе слабее. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Максималната температура ќе се движи од 12 до 17 степени. Во наредниот период под влијание на јужно струење ќе се задржи релативно топло време и на повеќе места ќе има зголемена облачност. По одделни котлини ќе има појава на магла. Овде завршуваме. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.